Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Пандемијата со свинскиот грип не стивнува. Светската здравствена организација соопшти дека вирусот H1N1 се проширил речиси во секоја земја во светот и од неговото избивање во април починале околу 800 лица. Само во Британија минатата недела биле регистрирани 100.000 нови случаи, што е речиси двојно повеќе од претходната недела. Минатата недела СЗО прекина да бара од земјите да јавуваат за заразеноста со свински грип, со образложение дека е практично невозможно да се води евиденција во оние каде грипот изби жестоко. Здравствени лица во Британија во напис во медицинскиот журнал Lancet во понеделникот ги повикаа властите да започнат да планираат затварање на училишта како последица на ширењето на грипот. СЗО објави глобална пандемија на свинскиот грип во јуни. Ирачкиот премиер Нури Ал-Малики наговести дека е отворен во однос на можност американските сили да престојуваат во Ирак и по 31 декември 2011. Крајниот рок на кој се договорија двете земји за повлекување на сите американски војници од земјата. Тој во говор во Вашингтон во четвртокот сугерираше дека рокот може повторно да се разгледа доколку ирачките сили побараат понатамошна обука и поддршка. Ал-Малики во средата се сретна со Барак Обама во Белата куќа, кога американскиот претседател рече дека и покрај тешките денови кои престојат во Ирак, сад ќе останат на рокот за повлекување. Командантот на американските сили во Азија смета дека Северна Кореја најверојатно ќе остане на врвот на приоритетите на неговиот наследник по смената на командата во октомври, но рече дека и други прашања како растежот на кинеската армија бараат внимание. Во интервју за Гласот на Америка, адмиралот Тимоти Китинг рече дека американските представници внимателно се насочени на Северна Кореја преку разузнавање и дипломатски иницијативи. Китинг кажа дека Северна Кореја се обидува да развие проектилот долг домет, но дека американската армија е подготвена да одговори на каква и да е армиска реакција на Пјонгјанг. Се очекува американскиот претседател да објави програма според која државните училишни општини ќе се надпреваруваат за повеќе од 4 милиарди федерална помош за преземените реформи. Вашингтон Пост навестува дека конкуренцијата за финансирањето, наречено трка за врвот, ќе се фокусира на олеснување на ограничувањата за специјални класови на јавните училишта, познати како чартер училишта, поврзувајќи платата на наставниците со покажаниот успех и создавање на академски стандарди, што ќе важат за целата држава. Предходните обиди за образовна реформа не успеа заради децентрализираната природа на училишниот систем и отпорот на промени од синдикатите на наставниците. Околу 5 милиони американци кои мачат да врзат крај со крај добија известна помош во форма на зголемување на платата. Минималната плата во Соединетите Американски држави од петокот е поголема за $1 по час на $7,25. Последно од трите зголемувања што ги наложи Конгресот уште во 2007. Економистите поделени. Некои повлекуваат дека работниците месечно ќе имаат $120 повеќе. Секретарката за труд Хилда Солис вели, тоа ќе потекне економијата, резултирајќи во проценти вкупно $5,5 милиарди потрошувачка на мало. Но други смета дека зголемувањето ќе ги зголеми трошоците за плата на компаниите работодавачи и дека како резултат ќе мора да отпушти работници. Првите луѓе на емитувачките мрежи финансирани од американската влада сведочеа во Конгресот дека тие играат важна улога во информирањето на публиката од странство, особено онаму каде слободата на медиумите е ограничена. Директорот на Гласот на Америка Данфорд Остин и директорот на Радио Слободна Европа Радио Либерти Джефри Гедмин рекоа дека ги менуваат техничките начини и стратегии за достава на информации со цел поефикасно да допрат до публиката. Конгресот предложи буџет од $746 милиони за американско емитување на програмата во странство во фискалната 2010, што започнува во октомври. Во продолжение на News Flash, неделава во САД се одбележува 50 годишнина од Националната недела на земите во заробеништво. Од 59-та секој американски претседател ја прогласува третата недела во јули и ги повикува сограѓаните да ги поддржат аспирациите на народите за слобода и независност.
на оние кои живеат во комунистичка диктатура. Прилог на нашиот колега Валер Гергели. Председателот Обама во прокламација ги повика американците да ја реафирмираат заложбата кон сите кои бараат достоинствен третман, слобода и правда. Учесниците на собирот по повод на делата во фондацијата Heritage подвлекоа дека, иако Берлинскиот зид падна пред 20 години, многумина во светот се уште се угнетувани. Председавачот на фондацијата, споменик на жртвите на комунизмот, Ли Едвардс, подсетува дека во 1959-та огромно мнозинство на конгресни пратеници ја поддржале првата прокламација. Го одразија фактот дека 30 на милиони американци дојдоа од комунистички земји, така што потегот беше исправен од аспект на човековите права, како и политички. Прокламацијата дала надеж на милиони кои живееле под угнетувачки комунистички режими, вели Ли. Го одржа духот на надеж и оптимизам против советската тиранија. Од друга страна, советите огнено беа против, под секој премиер, од Хрушчов до Горбачов. Сите се жалеа, прашуваа зошто да остане таа резолуција. Им беше коска во грлото. За Марек Чудакиевич, професор по историја при Институтот за светска политика, транзицијата од комунизам кон демократија во Источна Европа и поранешниот Советски сојуз била тешка и варира од една земја до друга. Post-communism, same thing? Комунизам, посткомунизам. Иста работа, наликува различно. Прво беше постсоветскиот сојуз. Балтичките земји најповеќе напреднаа во демократијата и слободите. Белорусите се замрзнати во времето, под национален болшевистички режим што користи национализам за да остане на власт. Украина е голем прашалник, бидејќи без оглед на надворешната закана и внатрешните контрадикции, упорно се обидува да ја одржи слободата и демократијата. Иако бројот на комунистички земји е редуциран на 5, Кина, Куба, Северна Кореја, Виетнам и Лаос, во нив се најбројната земја во светот, како и најизолираната и најпредвидлива. Денес тоталитарните режими се уште угнетуваат околу 1/5 од светското население. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јене Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови содржини погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.